Во одушевувањето кај љубителите на фудбалот во Кочани не стивнува повеста дека екипата на Штипска Брегалница оваа сезона своите надпревари од првата македонска фудбалска лига ќе ги игра токму во Кочани. Фудбалското Кочани со одушевување ја приме оваа вест, а подпишаниот договор меѓу Брегалница и Осогово нуди вистинска можност кочанчани и љубителите на фудбалот да гледаат квалитетни прволигашки надпревари. Со овој договор Осогово ќе добие и градо и Осогово. Фудбалскиот клуб Осогово ќе добие, ние можеме да некои играчи да позајмеме, на позајмица да дојдат кај нас да играт. Друга работа, ќе добие градот. Кочани е еден фудбалски град кој е желен за вакви надпревари. Што значи ќе се врати желбата на луѓето да дојдат да посетуваат убави и квалитетни фудбалски надпревари, како што е со Вардар, со Работнички, со Шкендија и така натаму. Значи ќе се створи еден мотив, една желба и кај нашите фудбалери да заиграат поквалитетно, така да можеме да извојуваме едно прво место за да можеме да влеземе во втората лига. Че ние прво треба да го средиме игралиштето. Игралиштето треба да биде окосено пред секој надпревар. Треба домакино пред секој надпревар пред 3-4 сата исто да го наваде. Да се бележи. Наша врска е тоа. Вчерашното излекување на двојките за сезоната 2015-2016 година предизвика вистинска еуфорија кај сите оние кои се желни за прволигашки фудбал. Самиот факт дека на отворањето на сезоната 9 август штипјани ќе бидат домакини на екипата на Работнички од Скопје, во третото коло на 23 август домакини на екипата на Шкупи 1927, а во петото коло на 29 август на Вардар од Скопје покажува што се на кочанчани им понудија комшиите од градот под Исарот, начело со секогаш големиот пријател на Кочани, тренерот Владко Костов. Иако до стартот на првенството остануваат уште 2 седмици, евидентно е дека од ден на ден фудбалската температура во градот на Оризот ќе расте, за да вистинската еуфорија се случи на стартот на првенството на 9 август.